Изминативе 7 години видовме корупција, видовме криминал, видовме се она што треба да биде спротивно од она што треба да го работи една влада. Затоа ве повикуваме да се обединиме во борба против криминалот, против корупцијата, да се обединиме во борба да донесеме во Македонија покрај единство, да донесеме и правна држава, и економски просперитет на држава, и држава за која што сонуваме сите. Видовме дека во Македонија преседателот зборува едно, а во Европа зборуваат друго. Знаеме дека изминативе години преседателот не посети ниту една европска држава, а цело време зборува за Европа. Не можеме да се сетиме ниту на една добра и позитивна работа која што оваа влада на СДСМ и ДУИ ја направила. Но мора да ги повторуваме работите, затоа што ако не се повторуваат работите, тогаш истите може да се заборават. А ако се заборават во иднина, тогаш може истите тие работи да ни се повторат. Ние не смееме и неодговорно од нас ќе биде, како генерација во ВМРО ДПМН и како генерација граѓани на Македонија, да дозволиме во иднина повторно да ни се случат овие кои што денеска се во владата, односно ДУИ и измекарите на ДУИ кои што доаѓаат од СДСМ. Бидејќи СДСМ од една државотворна партија која што во раните 90-ти беше сериозен, озбилен конкурент на ВМРО ДПМН, денеска се претвори заедно со раководството во ништо повеќе од еден обичен измекар на Али, на Артан, на Бујар, на Талат и на останатите. Претседателските избори се многу важни. Претседателските избори се важни затоа што повторно имаме избор помеѓу два концепта. Концептот кој што е достоинствен и концептот кој што е недостоинствен. Концептот кој што е за горда Македонија и концептот кој што е за понижена Македонија. Концептот кој што е за понижена Македонија го представува Стево Пендаровски. 30 години на грбот на граѓаните, 30 години ја крчмат Македонија и сега повторно го бараат вашиот глас, а сигурно 5 години никаде ги немало да дојдат овдека да ве прашаат каква мака имате да ве сослушаат, да видат со кои проблеми се сочувате. Од другата страна, ја имате професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ја познавам многу добро професорката Гордана Силјановска-Давкова. И можам да кажам дека изминативе 4 години во македонскиот парламент беше храбар борец и достојна на тоа во одбрана на македонскиот идентитет. И покрај сите притисоци, закани и уцени, и покрај сите предизвици со кои што се соочи, таа беше една од 43-та титани кои што останаа доследни и достојни на вас, граѓаните на Македонија. На ветувањето дека нема да за бугарскиот диктат, дека ќе бидеме константни и ќе го почитуваме гласот на народот и никогаш нема да дозволиме народот да се срами од нашите постапки. Затоа и Гордана Силјановска-Давкова денеска е претседателски кандидат и иден претседател на Македонија. Имаме едната опција, едната понуда, Македонија горда и Гордана Силјановска-Давкова и Македонија засрамена и понижена, која што ја представува Стево Пендаровски. Затоа ве молам, најпрви на 24 април да ја направиме Македонија горда, а на 8 мај уште помасовно, не само горда, туку и твоја, за идна влада на ВМРО ДПМН и коалицијата за твоја Македонија. Да сте ми живи и здрави, да ни е вековито долнени и од Бога благословена нашата Македонија. Ви благодарам. Крстопа што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се.